Такси превозниците ќе излезат на масовен протест ако власта и натаму остане глува на нивните барања. Вела дека нелојалната конкуренција представува главен проблем и директно се одразува на нивната работа. Од Синдикатот за транспорт и врски при Конфедерацијата на слободни синдикати вела дека има само 2400 таксисти кои возат со лиценца. Проценуваат дека бројката на дивите таксисти е двојно поголема. Според нив голем број пензионирани работници возат во оваа дејност и на тој начин им го одземаат прометот на легалните и не плаќаат придонеси кон државата. Ние веќе подолг период се соочуваме со нелојална конкуренција и опстанок на регуларните такси превозници во градот е доведе под притисок за наше обстојување. Освен што се добива лиценца за возилото, да се добие и некаков документ кој што ќе биде како идентификација за возачот. Синдикалците посочија дека пред 2 недели се обратили до премиерот со писмено барање да бидат примени за решавање на проблемите, но оттаму вела дека наишле на молки игнорирање. Градската одлука ќе треба да се промени за такси превоз. Бидејќи не може се да бара новогодишни елки, китени колите, бели, жолти, налепници, шаковници, ова она, значи само додатно оптеретување, ништо. Од синдикатот вела дека со жолтата табличка што треба да се воведе годинава не може да возат надвор од државата и тоа поради немање меѓународен договор за возење и движењето им се намалува само дома, затоа бараат негово отфрлање. Да се евидентираат сите возачи што возат. Они веќе во моментов имаат датотека за фирмите и за возила, но немаат никаква евиденција за возачите што управуваат со возилата. Од Агенцијата за вработување има пријавено 5 пати помалку такси возачи. Низ градот се возат необележани такси возила, нелиценцирани, без таксиметри и се наплатува 3 до 4 пати повисока цена. Такси станиците во моментов се преполни, бидејќи тие не се предвидени за толков број возила. Сега нема више такси станици, едино таа што е на железничка станица и таа е со мал капацитет. Работиме повеќе на позиви, така да се криеме кај ќе застанеме да чекаме позиви. Од синдикатот велат Министерството за транспорт и врски час поскоро да ги преземе своите ингеренции и да реагира за решавање на проблемот. Според општите проценки само во Скопје има околу 2500 диви превозници кои дејствуваат без плаќање на данок од државата.